Земјата Израел, родното место на Исус Христос. Да се чекори по стапките на Господ Исус Христос и да се почувствуваат сите места по кои тој одел и го пренесувал Словото, е искуство кое не може да се опише и треба целосно да се доживее. Аджилакот во Израел е духовно патешествие, индивидуално доживување со целото битие, внатрешна потрага по исполнување со Божјата љубов, потрага по смислата на постоењето, како и духовен мир преку растење во верата, надежта и љубовта во Господ Исус Христос. Аджилак е поклонение пред Бога во светата земја на празниот гроб на Господ Исус Христос во Ерусалим. Многумина кажуваат дека се верници во Бога, но не знаат да ја изразат својата вера и тоа го прават со традиционални белези и народни обичаи, кои повеќето не се изворни од Библијата, туку преземени од паганизмот. Но доаѓа час, и веќе е тука, кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Таткото во дух и вистина, зашто Таткото сака такви поклоници. Бог е дух, и кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Јован 4, 23 и 24. Верата во Господ Исус Христос се изразува со поклонение и понизност пред Него, со благодарност, со славење и фалење на Господовото име, а го изразуваме преку молитва и благослов. После патувањето во светата земја Израел, повеќе ништо не е исто. Одиш, но не се враќаш истиот, туку како вистински христијанин, новороден, спасен со верата во Господ Исус Христос. Базиликата на Благовештението во Назарет е црквата која е изградена на изворот каде Марија, мајката Божја, ја добила благата вест, во близина на домот каде живеело светото семејство. И ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид. И ќе царува над домот Јаковов за секогаш, и царството негово нема да има крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Ангелот ја одговори и рече: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. И Исус ќе се звати Син Божи, а ви сви знате то име као Имануел. Имануел, тоа е еден од имена од Исуса. Šta значи Имануел? Значи Ел, тоа е Божје име. Иману на хебрејском до дан данас е са нама. Имануел, Бог е Бог у нас, Бог е са нама. И овде се Логос утјеловио у месо. Бог се спустио. Можда највеќи догаѓај у људској историја. Со неизмерна радост го понесовме благословот и светата вода од изворот, од кој некогаш Дева Марија полнела стомни. Во близина на Ерусалим, Витлеем на палестинска територија. Храмот на Христовото рождество, еден од најстарите храмови на светот, изграден на местото каде се родил
Господ Исус Христос. Овде е и иконата на Мајката Божија, која милно ни се насмевнува. Поклонување на местото на самото раѓање, каде сега се наоѓа сребрената Витлеемска звезда. Бевме привилегирани да присуствуваме на утринската литургија и молитва. Возбудата и радоста за рождеството Христово, кои ги чувствувавме, не се опишуваат со зборови. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Реката Јордан, во која бил крстен нашиот Господ Исус Христос, од страна на Свети Јован Крстител, во која и ден денес луѓе од цел свет доаѓаат да бидат крстени во светото име на Господ Исус Христос. Оние кои се веќе крстени, уште еднаш го потврдуваат своето крштевање во Господ Исус Христос. Така и ние го потврдивме нашето крштевање и баравме тоа со благослов да го направи нашиот пријател и брат Константин. Ти благодариме, Господе, за оваа чувство на среќа. Ти благодариме што не прибра во Твоето стадо. Твојата светлост ме огрева, Твојата радост ме опеа, Твојата светост ме лекува, мојата душа се возроди. Твојата светлост ме огрева, Твојата радост ме опеа, Твојата светост ме лекува, мојата душа се возроди. Благодарам. Во близина на Јерихон, најстариот град на светот, кој што постои веќе 10.000 години, се наоѓа брдото на искушението, каде Исус поминал 40 дена и 40 ноќи, постејќи и бил искушуван од страна на сатаната. Ако си син Божji, заповеде овие камења да станат лебови. А тој му одговори и рече, напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Осана, Осана, Осана во висините. Осана, Осана, Осана во висините. Местото каде Исус го направил првото свое чудо, кога водата ја претворил во вино на свадбата во Кана Галилејска.
Со радост во срцата, овде се роди песната Радувај се. Raduvaj se, raduvaj se, raduvaj se, raduvaj se. Тиберијас, Капернаум, брегот на Галилејското море, се библиски места каде Господ Исус Христос живеел од својата 30-та до 33-та година, правејќи ги најголемите чуда, држејќи проповеди, избирајќи ги своите први ученици – Петар, Андреа, Јаков, Јован и Матеј. Денес, тука е изградена црквата на 12-те апостоли во Капернаум, необична, бела, со розова купола, веднаш покрај Галилејското море. Мир, спокојство и милост Божја насекаде. Црквата Свети Петар и местото каде Господ Исус Христос за последен пат им се појавува на своите ученици откако воскресна. Ќе влеземе внатре во црквата да направиме молитва, секој своја молитва направете си. Надвор на самиот брег ќе направиме заедничка молитва. Така да доживете го ова прекрасно место. Ќе видите дека не е Исус само во зидина, ова сето место е каде што чекореше Исус. Галилејското море, сплотување во Божјата љубов преку молитвата Светиот шепот, на местото каде Господ Исус Христос одеше по водата. Благодариме за овој ден. Благодариме за овој ден. Што не наквасуваш со дожд на милост. Што не полниш со твојата сила. За да продолжиме по твоите патеки да чекориме. Со вера. Со надеж. Со љубов. Твоето име да го прославиме. Ти си патот. Ти си вистината. Ти си животот. И никој не доаѓа при Отецот. Освен преку тебе. Благодариме за овој ден. За твоите благослови врз нас. За овој благослов што денес го доживуваме. Благодариме што ми ги отвараш срцата. Господе, те покануваме. Дојди и застани на тронот на нашиот живот. Живеј во нас и владеј со нас. Господе, помогни ми да немаме сомнеш. Чврсти во верата. Да чекориме по Тебе и Тебе да Те славиме. Сега ги благословуваме сите народи во светот да бидат наквасени со Божјата милост, да се покријат пред Бога и да го дочекаат денот, да влезат во светлината Христова и секој да го прослави името Господово и да погледне кон небесата, кон Неговата слава. И сите во единство да го дочекаме Твоето враќање, Господи Исусе Христос. Слава Ти, Господи Исусе Христос. Сега и секогаш. Во вечни векови. Амин. Посета на Тапха, каде Исус намножил
2 риби и 5 леба и нахранил 5000 луѓе. Тапха е и местото каде Спасителот Господ Исус Христос се јавил втор пат на своите ученици. На овие места, кои се споменати во Библијата, пронајдени се 157 археолошки наоѓалишта и предмети на кои стои името на Исус и Свети Петар. Сите тие предмети денес се преместени и сместени во музеи. Брдото на блаженството, каде се одржала познатата Исусова проповед и храмот Божји, дело на архитектот Антонио Барлуци. Седевме на истите камења на кои седел народот, пред кој Господ Исус Христос стоел и кажал: Блажени се бедните во дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божји. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно Царството Небесно. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Гората Табор и Христовото преображение и храмот изграден од архитектот Барлуци, подигнат на местото каде Исус се преобразил пред своите ученици, Петар, Јаков и Јован, кога облеката и лицето му станале бели како најбела светлина и кога се појавил облак, а од облакот се чул глас: Ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Слушајте го него. Zašto čekoram, kaj se primiram, od tvojih terace se predavam. Светиот град Ерусалим, градот на мирот, е стар повеќе од 5000 години. Тој не представува само спомен на минатото, туку ги отвара сите пори на душата на оној кој чекори по неговите камења, затоплени од сонцето, попрскани со крвта на Господ Исус Христос, кога го носеше крстот до Голгота. За христијаните, Ерусалим представува дом во кој се доживува
помирувањето на човекот со Бог Отецот преку жртвата која ја плати Господ Исус Христос за сите нас. Денес сме во очекување на новиот Ерусалим. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небо, од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото, велејки: Еве го Божјиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив, и ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. И оној кој седи на престолот рече: Ете, правам се ново. Уште рече: Напиши, зашто овие зборови се верни и вистинити. И ми рече: Се заврши. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Кој победува, го наследува ова, и јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син. Откровение 21 од 1 до 7. Влеговме во местото на кое Господ Исус Христос ги учел своите следбеници како да се молат. Овде молитвата Оче наш е испишана на сите светски јазици и на македонски јазик, но и на македонски јазик со Браева азбука. На Сионската гора е собата на тајната вечера, каде Исус со понизност им ги измил нозете на апостолите и им направил причест, една од двете најважни христијански свети тајни. Господ Исус Христос во таа соба денес е представен како дрво на животот. Гецеманската градина во Маслиновата гора, каде Исус често се молел со своите ученици, денес се уште ги има тие маслинови дрва кои се стари 2300 години. Тука била и неговата последна молитва, молитвата во агонија, кога челото му се оросувало со капки крв на место пот, кои капеле на карпата на која се молел. Тука Исус ги поминал своите последни часови и тука бил предаден од страна на Јуда. Се молеше и говореше: Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како јас што сакам, како ти. А дојде кај учениците и ги затече како спијат и му рече на Петар: Толку ли не можевте еден час да останете со мене будни? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е вода, а телото е слабо. Пак и по втор пат отиде и се помоли, говорејќи: Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, нека биде волјата Твоја.
Кога дојде пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнали. Откако ги остави, отиде и се помоли по трет пат, изговарајќи ги истите зборови. Тогаш пак дојде кај учениците своји и им рече: се уште спиете и почивате. Ете наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Еден дел од карпата сега е надвор, а другиот дел е внатре, кај олтарот на црквата на сите народи, или црквата на Исусовата агонија, која ја представува агонијата на Господ Исус Христос, и затоа е со затемнети стакла. Преплавување од емоции, на тага, агонија, солзи и чувство дека времето не постои. И во срцето на Ерусалим, најсветото место на земјината топка. Местото каде се наоѓа Голгота, плочата на миропомазанието и денес празниот гроб на нашиот Господ Исус Христос, кој умре и воскресна, за сите нас да не спаси, ја победи смртта и сатаната и вечен живот ни даде. Голгота со прикажување на распетието Господово Христово. Голгота значи череп, зашто самата карпа наликувала на череп. А пред распетието има олтар, под кој денес се уште стои дупката во која е забоден крстот и во која се сливала крвта Христова откако е прободен со копјето. Од страна на олтарот се гледа карпата Голгота, која распукала по смртта на Господ Исус Христос. Имало земјотрес и сонцето се помрачило, а низ пукнатината крвта Исусова се слеала до гробот на Адам и неговиот череп, кој исто така се наоѓа таму, и со крвта Исусова е измиен и првиот грев на човекот. Плочата на миропомазанието од розеникав мермер е веднаш до влезот на храмот. На неа, откако го симнале од крстот, телото на Исус го премачкале со миро и го завиле со платно пред да биде погребено. И ден денес од плочата се чувствува мирис на миро, а од пукнатините постојано се оросува свежо миро, со кое верниците ги осветуваат предметите. Празниот гроб на Господ Исус Христос е најсветото место на земјата. Река од народ се слива секој ден за да се поклони на семокниот и сеприсутниот Вседржител, нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Некои луѓе се уште го бараат, но него го нема, бидејќи е жив, тој воскресна. Не можеше смртта да го пороби, ниту камен да го задржи. Од смртта Господ Христос воскресна. Во капелата прво се влегува во ангелското предсобје, во кое на држач има дел од каменот кој бил оттргнат од влезот на гробницата и на кој седел белиот ангел кој им рекол на жените: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Потоа низ ниска врата се влегува во гробницата, каде од десната страна на мермерната плоча било положено Христовото тело и од каде воскресна, за да ни даде вечен живот и да не искупи сите нас грешниците, кои сме спасени преку него. Во секој миг Бог го славиме. Местото, односно карпата од каде Господ Исус Христос се вознел на небесата и седнал оддесно на тронот на Таткото наш небесен, и ние посведочивме. Преку Светиот Дух станавме сведоци по Божја милост за Христовото вознесение. Само радост и треперлива надеж протекуваше низ нашите срца. Во 12-тиот век христијаните одовде биле протерани и денес капелата, подигната тука,
се наоѓа на муслиманска територија и е под клуч и затворена, а до неа има изградено џамија. Hvala vam za pjesmu, za molitvu, za osmijehe, za zagrljalje, za toplinu. Ljubav se nalazi svuda oko nas, ali kod vas je ta ljubav i struja. Struja koja je zujala i prozujala kroz mene i kroz sve nas. Čini mi se i još uvijek je osjećam. Puni ste duha, ljubavi, puni ste vatre. Ja nikad u životu nisam imao grupu koja pjeva od početka do kraja. Pravi muzički tobogan koji će mi faliti. A ja vas čekam mirno i strpljivo da mi se opet vratite. Vera i ljubav, nadež kod Boga i izborna duša da. Semena milost, mene začna, Hristos da go proslava. Vera i ljubav, nadež kod Boga i izborna duša da. Semena milost, mene začna, Hristos da